Сакам да споделам како во мојот живот влезе Господ Исус Христос и направи промени и па може и да се каже и чуда. Пред на половина година го диагностицира брат ми со неизлечлив канцер и му дадоа неколку месеци. Това беше најтешката вест да се прими. Од тогаш не можев да се смирам, многу читав за болеста и тоа не ми даваше мир, бидејќи сите прогнози беа го кажува истото секаде на интернет. Барав едноставно некој да ми рече дека може чуда да се случат. Единственото што го најдов како надеж и утеха беше вербата преку молитвите со Тихомир. Само тоа ми помагаше. Иако ја може да кажам поима немав за животот на Исус Христос и може да се каже не бев никогаш поучена и ја знаев само Отче наш. Сакам да кажам, долго време живеев без некаква вера и во празнина. Од кога почнав да се молам со Тихомир, приметува после молитвите ми олеснуваше. Го прашував Тихомир зашто не ми успеваат молитвите ако се молам сама. Ми рече дека треба да примам повеќе Свет Дух. И вистина е тоа, дека треба заедница, треба да се чита Светото Писмо, за да се разгори тоа пламенче на вера на Свет Дух во нас. Имав разговори со Манде која ме водеше како треба да ги отпуштам сите или како треба да се покајам и да отпуштам за сее тоа што ми било сгрешено и што сум сгрешила. И тоа беше многу еден разговор што ќе го памтам цел живот. Имаше многу моќ во тоа. Можам да кажам дека после тој разговор и од кога почнав да присуствувам на славењето за Исус Христос и читањето на Библијата, ми се улесни животот на еден чуден начин. Тоа бреме што го носев некако како да се намалуваше и навистина како да можев да видам како светли ми беа деновите. Нормално имав и тешки денови, ама имав на што да се повикам. Бидејќи знаев дека има Господ, има Исус Христос кој може, кој ќе ме крепи, кој ќе ми дава сила за се што се случува. Сега, брат ми уште не е излечен. Меѓутоа помина пола година од кога го диагностицира. Скоро. И тој уште тука со нас. И јас тоа го препишувам на молитвата и на тоа што исто така и мајка ми се моли, јас се молам на тоа што ние, јас и мајка ми може да спомнам
што се молиме и што се предадовме на Господ Исус Христос. Господ е милослив и не гледа, не чува. Тој сака да бидеме поблиску до нашата душа и до нашите срца и да поминуваме време во молитва и со Него да се обраќаме на Господ Исус Христос, на Таткото Небесен, и тој не слуша и не крепи, ни помага. Мислам дека